Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Морам да признам дека многу се заебав у животот со оваа емисија која ми донесе и пријатели и непријатели и пари и ми ги изеде тие пари. Што ми требаше да се заебам да терам секој ден? Нема будала, нема читачи на вести кои излегуваат секоја вечер и они се 2-3 пати неделно. И зато им е лесно да држат професионалност и така натаму. Мене ме земаат за здраво и готово и кога не се однесувам како што треба, па уште и нервоза ги фаќа. Знаете што? Ја стварно I don't give a fuck за било што anymore. Па поготово да седам уште секој ден, кај 2 правам сатница пред камери, каква што никој нема, па уште и ми филозофираат како сум требал да се однесувам, што било професионално новинарство, што било кодекс на однесување, што било... Знаеш, мислам дека идеално ќе ми биде да садам патлиџани и да си правам емисија на интернет, никому да не му одговарам, освен само на едниот Господ Бог, да нема никој кој може да си земе право заради хиерархија или не знам што, да ми кажува што да правам, како што или како што.
најчесто во 99% се во право. Јанко непрофесионален сум. Точно. Јанко вулгарен си. Точно. Јанко неточни работи кажеш. Точно. Јанко не се однесеш како што треба. Точно. И 25 години тоа го правам. Бидејќи да не го правев тоа, па и немаше олку да издржам. Блазе се на оние новинари што читаат вести и се појавуваат. Цел ден ќе смислува 1-20 страни, ќе ги напише. Изјавата на премиерот, изјавата на лидерот на опозицијата. Доналд Трамп воведе тоа, она ваму таму. После пола сат се тапира за да си ја намести фризурата. Овој си ја мести вратоврската. Ама, знаеш како? Они за 99% од народа, а он е професионал. Тоа така треба. Па веде го Јанко, еве го и овој колегава твој прави подкаст. Да, еднаш неделно си има спонзори овде. Кој е будала без спонзор да биде овде, бе? Абе, кој е будала, бе? Кај знам ја шо ќе изеде бурек овој, ке ми направи белја, овој е фини, културен. Овој прави емисии со геј луѓе каде што зборат како аналниот секс е многу, па после ќе викне некој поп, па попот ќе објаснува, па ќе се јават попови, па ќе се јават владици, па ова, па она, ваму таму. Па ќе се јават политичари, па види, ти си популарен, види, многу тоа, ова, да е супер ми е, А што се нервирам? Па и што е битно што се нервирам. Си имам ја многу добри причини за тоа што пришипленковците уште многу ќе им треба во нивната ароганција и во нивната накурченост да сватат каде системот не чини, каде ја утнуваат работата, мислејќи дека си прават добро за себе. Знаеш што, кога ќе дојде пейбекот, леле, мајко моја. Кој што вика Шмеман, кога ќе дојде, кога ќе плачете, кога ќе цвилите, болни, гладни, пари нема, овој умрел, неправда, затвори, казни, судии подкупени, ово, она, ваму, таму, плачете се. И пак не сваќате. Христијанин си? Да. Лошо ти е? Да. Онда си стварно христијанин. Добро ти е? Да. Христијанин си? Да. Па не си христијанин. Не може на христијанин да му е добро. Христијанин, ја не сум христијанин. Зошто? Оти се жалам, псујам, плюкам, се нервирам, трескам и така натаму. Вие пиете ракија, пушите цигари? Да. Не сте христијани. Се нервирате? Да. Ве погодува неправда? Да. Па не сте христијани. Христијанин се радува на тие работи. Ама... да, тој ретардираниот на кој му се смееш, тој на улица, тој е по-божи човек од мене и од тебе. И сега што правиме? Ама ја не можам да, ти мислиш дека кога си се родил овде, дека си добил гарантија дека ќе имаш здравје. Ако нема здравје, идеме у црква, дедо попе, ако може кисело млеко да го ставиш под мантија тука, на литургија, па после да го кркнеме, па за да го ја проженам керката, омажам синот. Пошто модерни времиња, денеска треба да прожениш керка и да омажиш син, иначе обратно но што лечи. Јанко, што трескаш, бе, ти си за болница? Да, супер. Затоа емисијава се вика Јади бурек. За оние ретардирани кои се обидуваат да ми одржат лекции у животот. Не, пази, се тоа што ми го кажувате, сте во право. Дали сваќате дека I don't care? Бидејќи јас стварно не знам зошто сум овде и зошто оној ми дозволува да сум овде. И ја кога зборам, тогаш слушате глупости, тогаш слушате вулгарности, тогаш слушате безобразлуци и негде помеѓу ќе ме сретне некој и ќе ми рече, Јанко, браво, свака ти час за она. Кој појма немам. Ја само се надам дека тука некој флеш измеѓу два демона се протнал нешто
И некој паметно кажа, ако се чуле нешто паметно или нешто добро не е од мене, да знаете, ја не сум само прилагоден затоа што Господ нешто прозборил, јас сум зинал, он прозбор. На сите ви го прави тоа. Кога ќе направите добро дело, не сте тоа вие. Тој е Бог. Леле, колку се нервирам. Па зашто се нервираш? Нели, како е правилото? Ако се нервираш за нешто што не можеш да го смениш, џабе се нервираш. Ако се нервираш за нешто што можеш да смениш, менувај го, не се нервирај. Че само глуп човек може да се нервира. Кој е глуп човек? Да можам вака да го извадам. Баскет. Пум! Бидејќи личност и душа се две различни работи. Ова што е Јанко, што нема врска со душата која сум ја добил. Не можам ни да ја препознам. Вие појма немате што носите. Носите во себе нешто исконско, нешто што постоело пред овој простор и време, нешто што ви е дадено. Не е ни ваше. Дадено ви е да престојува. Затоа луѓето викаат попаметните, просветлените, телото е храм на душата. А што направивте вие со својот храм? Го тапациравте, се усвинивте, се здебеливте, се разболевте, диабет, инфаркт, олеле ме боли грбот. Па вие сте ја направили, тоа исто како да направиш црква и да ја руинираш, да ја шкрташ. Иди шкрта ја. Абер немате. Поем од вечност, немате абер што значи вечно. О, Господј Богоројца, ова, она ќе не спаси то. Појма немате. Ама тие прости луѓе кои едва и разбираат, не знаат ни што да кажат, ја зборат истата вистина кои научници преку квантната теорија ни ја кажуваат. И ја ќе ви кажам дека тој прост човек, селјак, твој дедо што едва знаам да срочи 3 реченици, го спознал Бога подобро од тебе, а исто колку и квантниот физичар. И тоа е да се извадиш од памет. Оти Бог е таков и не направил такви и го направил универзумот еднаков за сите. И сите ќе ги спаси. А не само вие што се крстите и што идете у недела да лапнете од лепчето, да се прекрстите, дај Боже молим те плата да земам, дај Боже молим те синот да го прожа, дај Боже Господи партијата моја да дојде на власт за да ме вработи. Купопродажни договори. Знаеш што при христијанин прав? Моли. Молим те, пикни ме у дупка, у кенеф и не ме вади од тамо. Затоа што концептот држи го умот во пеколот и не очајувај, не може да му е никому јасен. Јас стално пресам, бидејќи глумам дека го разбирам. Ништо не разбирам. Само можам да... Ова добро мирис. Ја појма немам што е. Ете, тоа е мојата супер способност. Имам осет дека е ова окей. Што е? Појма немам. Тоа ќе го прашате Свети Максим Исповедник, он е еден од ретките луѓе кој успеал нешто најблиску да дојде и да го разбере Бога и Божјата креација и се. И пак земете да го читате, као телеушарена врата ќе го гледате и ќе се чудите што е. Па затоа ќе ги земете светите отци кои го тумачеле Свети Максим Исповедник, на кој останала целата црква кога паднала у ерев. На еден човек, да мисли што направил Бог. Целата наша вера и црква ја оставил на верата и вистината на еден човек у дадена историја. И сега кого да го разбереме? Шмеман? Не, читајте го Шмеман. Нема поголем гениалец. Ама пак нема да го разберете. Што да разбереме? Беседата на гората. Све вие кажа. Исус Христос, кога излегол и кога им беседал на гората, кажал како се живее, зошто се живее, што треба да се прави. На страна Евангелија, на страна молитви, на страна све. Им кажал,
Отче наш, како се молиме, ова се прави, она се прави. Крај на муабетот, game over. Ни тоа не можеме да го разбереме. Денес се испокарав со една блиска особа. Викам, извини, ја работите и ги препознавам не литургиски. Препознавам повик на Бога, препознавам поише и преку современа култура која апсолутно нема врска, која може би и била напишена со некоја подмолна, первезна намера, а испаднала нешто подобро. Пушти го гласно, ти ја овде сакам да ми трешти во мојата просторија. Ти ниси Јулија, ја нисам Ромео, ноќа сам нешто гадно поео. Лепо pričaš, lepo hodaš, slatka mala, nemoj lako da se prodaš. Zato kreni, kreni prema meni. Zato kreni, kreni prema meni. Kreni, kreni prema meni. Možeš da laješ, možeš da režiš, možeš da ostaneš, a možeš i da bežiš. Bez duše si niko, bez duše si ništa. Kupuješ, prodaješ, oduzimaš i dodaješ. Толку пари имаме, иначе ќе не го пресечат стримот. Да не го пресеква? Не. Добар е Марк Цукерберг, од како дојде Трамп мјаучи. Мау! Мјау! Без душе си ништа, без душе си нико. Купуеш, продаеш, одузимаш и додаеш. Еве ти, 20 век. Океј, ништо, јадам бурек само колку да попунам време, додека ги уклучам микрофоните за вашите јавувања, микрофонот да се јавите вие, поточно режијата треба да ги даде телефоните. Кирио Резио, автомопериме не, телефоно, автоме буреки. Ендакси? Јорго, капиталишто, комунисто и Југославо, а? Слушај, има едно бугарско песниче, морам да им го... Не сам сигурно многу е популарно, кај... Ќе ви кажам зашто и ми вие денеска. За девојчето што погина 2 години, само казна за убиецот, што ја прегази. А јадеа бурек. Мешање во судскиот совет. И добре дојдовте повторно на А1. А1 телевизија. Не има. Јаде бурек. Тоа е, предпоставувам, Велија, А1. Кога лисијата паѓа. Кога бурекот се љупи. Океј, слушам дека имаш телефоно. Паракало, Кирио Марко. Имаме гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Поздрав Јанко, поздрав до тебе и до емисијата. Само немој, мој докторе, молим те. Не, докторе, не. Па е нешто со медицина. Докторе, не. Докторе, ке чекаме, може ке одочекаме. Друго ми беше поентата. Вчера имаше многу убав вовед за ова хипербаричнава комора, што е... Па ме интересира зашто конкретно помага и кој дава упат за тоа, дали матичен, дали специјалист. Ја барав на мој терминова што се слободниве термини и нели во апарат таму има магнетна ехо, едно друго компјутер, ама хипербарична комора не ми даде. Одлично. Фала ти на прашање. И ме интересира, извини, само да те допрашам, во линија сум? Да.
дали помага за габична инфекција на ногти? Вака сега. Дали имаш ти сознание или да си праша матичната, чисто информативно, нити ни јас сме доктори, човечки прашувам. Ја за хипербарна сум материчен, не матичен. Јас сум доктор по науки, Нобеловец. Муката ме натара, бидејќи идев на тоа, значи, информирани се нашите лекари, но не секој го праќа. Добро. Мој совет ти е процедура да отидеш првин со матичниот лекар да разговараш Добро. и да побараш. Обично, они упатите ги даваат на диабетичари кои имаат рани или рани кои тешко зараснуваат и така натаму. Иако можеш да се договориш дали во твојата диагноза може да се проти такво нешто. Тоа е за да ти го плати фондот. За приватно има приватна Ценовник. да, има ценовник на клиника и има приватна комора. Тоа е на која што- радиологија, така? Пардон? На радиологија е тоа и Не, тој не, апарат. не, на пластика. На пластика. Вако уште нешто, нели за магнетна треба специјалист да даде упут, што е нормално, општиот на специјалист, па специјалистот ако треба. За хипербаричнава комора не треба специјалиста. Вака, збори со матичниот ќе те упати на заборев како се викаше докторката, каде што она со упатот на ова ќе ти одреди термини дали и така натаму. Да, дека што е докторката кај хипербаричнава комора. Те Како се викаше докторката сега, стварно не знам, да, за хипербаричната на клиника. Ако си среќајлија да имаш камен, да не прашуваш ни матичен, ни батичен, мада со матичен поразговарај, мој совет. Значи тоа за се помага и за и камен, да си ужолчки, и за отидеш, све. све ќе ти објаснам, и да си отидеш приватно, има во аеродром приватна. Ама не знам Или пари. да си купиш термин. Каде значи- е точно, како се вика во аеродром, мислам тоа, да не е ке Мегамет или не? Чекај, ајде со задоволство ќе им направам реклама додека Систина направи. Чисто консултативно, иначе А тоа за ако се доктори не прави планирам море, да да. разговарам. Не, тоа се надеваме дека ќе биде и треба да биде. Не го вам интересира сега. И ќе ти одговорим и на прашањето, точно знам. Еве. Специјализиран центар ХБО-2Т мука хипербарична комора, кислородни третмани Скопје. Значи, еве тија ова хипербарната комора. Инаку, за инфекции, тешки инфекции, најтешки видови на рани за зараснувања, све помага. Апсолутно, целиот организам го препородува. Ја 5 години се мачам со габична инфекција, ма како поише од 5 и ногти вадев и све и па ми се повтори. Џабебри и масти и све. Значи, вака да сватиш, што прави хипербарната комора? Те притискаш, значи под притисок си и дишаш чист кислород. Што прави на целиот организам? Влага кислород сегде, во крв, во клетки, во лимфа, Не смета во на висок мозок. притисок, не Не, смета не, на не, висок. ништо. Абе, јас сум со инфаркт, бе. Абе, аутистично дете внесува однатре. Се препороди. Значи, целиот организам се смирува, се подобрува циркулација. Дај Боже се да помогне. Знаеш Јанко како викаат, лекот е 5 пари, ама човек треба да го знае. А докториве, многу докториве честни исклучоци, знаат, а не кажуваат. Еве јас за ова Не, слушнав за дека има државно види. благодарение на тебе и сум ти благодарен. Вака, не секој го сака, не е секому препорачано, не е лек за се. Но, ова, еве да ти кажам, дека инфлуенсери, жени или дами кои се занимаваат со медиуми и така натаму, идат на подмладување. Знам, гледам Еден вчера и за третман, Џоковиќ што пушти слика, 5 што до пушти од... 10 години подмладува. И не е ова приказна или некаква, немам ни реклама. Ова е стварно. Абе, Џоковиќ не ти го уште игра. Како? Да.
повредува. Да, Како да. уште игра? Ја гледав Легнува. цела емисија вчера, затоа и Значи- денеска, вчера немаше телефони, викам денес ако има обавезно ќе се. Дури планирав да севам дали ќе ги пуштиш телефоните, чисто да прашам. Еве, пуштени се, слободно прашуј. Хипербарната комора, дај да се вратиме. Еве им го телефонот овдека. Да ти кажам, ако не можам да отидам ја кај нив, еве хипербарната комора како изгледа кај нив. Хипербарична оксигенизација на ефикасен начин за зголемување концентрација кислород во овие со сите телесни течности што се надминува недостатокот кислород во клетките, антистрес, зголемување проток крв, мозок, зголемување концентрација Како кислород. мини дневна соба, касни сигналот ке мене дури сега ја видов. Како мини дневна соба е фактички. Ја ќе ти кажам, ова е како подморница, бидејќи е метал и мора да се затвори вакуумирано. Влегуваш унутра и постепено го качуваат притисокот. Бучава, нема ништо, не. Нема бе, нема, многу е Види, вака кој ќе помислиш, јас се посрав од страв. Па и мене ми е... Ама, се сум човек, шобелија. кога видов аутистично дете со мајка, луѓе болни, жена со тумор у глава, луѓе со рани, со све, влегуваме по 8-9 души унутра, никој нема гајлеве се опушта за 2 минути. Не знаеш како смирува, мислиш некоја дрога за смирување ти пушта. Тоа е. Ја после неќев да излезам, бе, секој ден идев. Нешто подобро нема. Ја имам само проблем со синусот, не можам повторно да отидам. Човек, иди со матичен збори или отиди кај овие дзирни, поразговарај со нив. Ке зборам и со И овие ништо здрави да не утре ти е заутре да си и земеш со третман. матичната. Со матичната исто ке Колку зборам, баш години сакам... имаш? Како? Колку години имаш? 29. Ќе се препородиш. Еве ти викам, ќе се препородиш. Дај Боже, Се дај што Боже да ми имаш е ти добро дома. емисија Не ќе само- ти дадам. Дај Боже, Бидејќи- види, јас за тоа што сакам да идам неќам у детали у емисија, сепак е јавен медиум. Дај Боже да ми помогне за тоа што треба да ми помогне, освен за ова за габичкиве. У емисија би дошол да кажам дека е тоа лекот, ако е тоа лекот, Господ знае, не знам. Поздрав, Фала на друже, емисијата, ќе се фала чуеме на тебе, пак. Господ здравје да ти даде. Ќе се чуеме пак. Ќе се чуеме Скапе пак. третманот, ама приватно ако идеш, ама вреди секоја пара. Живот продолжува. Ќе се Поздрав, чуеме, Јанко, имаме само заедно гледач за убаво. на линија овдека на мојот мобилен, другиот микрофон е уклучен, режија. Добро вечер. Господине Јанко, ќе мора да се престои. Јас сум Јовица од Тетово, кој не те слушал 4 години, а еден не те пушташ. Сега те пушти. Да си жив и Сега ги здрав. имаме и броевите, и го имаме и твојот број. Пака ќе речем овој кој ми кажуваш овија и вчера прв пат кој те не бе фјашот и честитав среќно А1, некој друг, може наш пријател, и кој покажеш овија кавени, као ме подсеќа на подморница или на овија вселенски летала горе, таму, ово. Нешто тука наш за доместик, што сме на теренот земја, се уште сме на теренот земја. Че Ова е- гориме по земја. Како? Абе, ова е све кај нас, бе, човек. Ова не е ништо измислено. Не, јас знаем не припремаш за новиот систем, за тоа, она. Меѓутоа, како да им васим на земјоделците после напорна недела или тоа, она, да легнат по кај матичниот или негде во Систина или негде и да добијат нова снага, нова енергија. Ти рече нема таму козметика, нема некој екстра, некој глупости та. Него мило ми е што ќе оставим просто на повеќе гледачи се јават. Мило ми е. Ти знаеш што си? За мене. Рај на душата. Живи мајка. Ми го отвора срцето и душата. Апсолутно заборавам на сите 17-30 години. Абе. Благодарам, Јанко, да си ми жив и здрав. Ќе се чуеме утре, заутре, позаутре. Здравје. И да знаеш, после 7 месеци на ниједна телевизија не сум се јавил, освен кај тебе. Па ти не си Се да ја нормален. обиди, бе. поздрав. Абе, ќе ти пратам жуто комбе, бе, сврти. Тоа јади бурек, ќе гледаш, Јанко. Што ти е, За бе, мене тоа? едно е мало жутове.
Завере, треба, поќе. Ајде. Фала ти што се јави, поздрав, Да, лека ноќ и здрав, пријатно. ајде. Режија, одиме со вашиот телефон. Ало, добро вечер. Се исклучи, добро. Океј, за хипербарна нема рчкајте, вака ќе експлодира. Вчера бев, уште една да им честитам, и ако ве чуди, зошто толку со жар и страст зборам за Систина. Само една работа да ви кажам. Ми го спасија животот на времето. Толку. Го имам објаснувано во емисија, кој памти, кој не памти, здравие Боже и така натаму. Значи, тоа ми се вечни пријатели, лекарите там. И прво, значи, завчера бев на пресконференција, 15 години, Ачи Бадем Систина, им честита. Прво што го прашав Панчевски, му викам, слушај, камо бе хипербарна комора? Верувајте ми, ова беше првиот муабет. И ми вети дека у 5 годишниот план име во програмата да ја постават хипербарната комора. Бидејќи имаат спортска медицина. Знаете дека нашите кошаркари таму се лекуваат за рековери и така натаму ово онавам. Ма џабе е се ако нема и хипербарна комора. Нема светски перформанси ако нема хипербарна комора. Толку ќе ви кажам. Ало, добро вечер, повелете во... Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Јанко, се јавив само да те поздравам. И емисијата те поздравува. Ви благодарам. Шо правиш, добар си? Добро е вие? Добар, еве, работам нешто, чат, пат, ти? Супер, ние се спремаме за испити моментално и тоа е. Каков испит? Шо полагате? Колоквиуми поточно полагаме, патологија, медицински некои предмети. Патологија. Да, Морбидна работа. морбидна, баш морбидна. Страшно. Морбидна работа. Да. Ама извежбајте се, ќе помогнете на многу луѓе. Да, фала Богу. Значи медицина, Ке специализираш, шо те влече? Хирургија? Па искрено има време за специализација. За сега најмногу интерна медицина, па ќе видите. Интерна медицина, значи ќе гледаме бубрези, црни дробови. Да. Бели дробови. Интернистички прегледи. Така, да. Кој ќе ти дојде некој без слезина, сети се на мене. Поздрави го, кажи, нема гајле, Јанко е него, 60 кусор Ја години. тера емисијата без слезина. Е него, без слезина. Да. Цел живот. Да, Фала да. ти за поздравот, поздрав и фокусирај се таму на учење, батали јади бурек. Фала и тебе, пријатно убава вечер. 10 да носиш. Поздрав, Фала ти, лека фала ноќ, ти. пријатно. Ајде. Океј, драги мои пријатели, пријателки, она што сакав како политика да ја завртам темата. Пак звони телефонот. Фиксен. Добро. Добро вечер. Се исклучи. Види. Ама, почекај, можам и ја да свртам исто назад. Фиксен телефон, ретко завртувам емисија. Интересно, чекај да чујам кој. Ало, молим, Рам, ја те волим. Ало, добро вечер, имам пропуштен повик од вас? Грешка била. Добро, ако зазвониш еднаш, бан. Бановина. Српска бановина, бардарска бановина. Бугарите извадиле една песна која е прилично вака и самокритична, ама предпоставувам дека мощне ја љуби Венко. Венко кој го победи Филипче во изборот за председател на СДСМ. Значи Венко го згази Филипче. Го растури. 100-0. Тука ајде да ја чуеме оваа песна која се вика Бугарска гордост, песна за добрососедство. Леле, колку сум се смеал. Знаат и они да направат нешто добро и интересно и самокритично.
Ние сме българчина, татаро-монголчина, че да сме на Кубрат, омуртък аз прух. Степски бяха навиците, езикът ни бе тюркски, но Бог не познавахме, в тъмнина живеехме, но дойдохме тук, от далечна земя. Македонците ни дадоха вяра и име, език ни смениха, култура ни дадоха, но сега сме горди и тях ще ги крадем. История славна, ама малко заета. Гледаме към съседите, всичко тяхно вземаме. Кирил и Методий, да, те са си наши. Това ще потулим малко, но дойдохме тук, от далечна земя. Македонците ни дадоха вяра и име, език ни смениха, култура ни дадоха, но сега сме горди и тях ще ги крадем. От татарите до Европа дълъг път изминахме, сега сме европейци, но сенки някъде имаме. Ако някой не вярва, ще го помолиме да пита в Брюксел, те ще потвърдят всичко. Гордо викаме, нашето е всичко, ако няма доказателства, ще си намериме. От македонците до русите, историята е наша, където и да ни намерите. Историята е наша, където и да ни намерите. Историята е наша, където и да ни намерите. Дека е доста имам чувство дека ова го има направено. Ствари не знам кој го има направено. Се вика каналот European History. Да прочитам само кој се. Не знам кој се. Но во секој случај шегобини. Колку видеа имаат? Имаат баги видеа. Предпоставам дека закачаат и други култури. Може и нашој го направиле, ама вака доста интересно. Како и да е. Не се. Одиме со гледачите, имаме една дама која не чека веќе на линија. Добро вечер, дали се слушаме? Ало, добро вечер. Добро вечер, мадам, повелете. Поздрав до вас и до емисијата. Сакам да ве прашам нешто, може би се извинувам надвор од темата. Слободно, немаме тема. Да, знам, ама сепак да се извинам. Сакам да прашам нешто за тему, слушам само дека порачувате. Да. И сега само може би не е популарно да се праша. Јас порачав и картица бараат нели да се се испрати сето тоа веродостојно ли е или некоја лага, малку сомнешивам. Океј, да не вржам на линија. Да. Сега ќе објаснам, инаку ич да не се секирате. Ја имам преку 30 предмети купено и све ми стигна. Еве сега ќе им објаснам и на другите. Не, дека картица се дава, па тука сум малку скептична. Ич да немаш гајле, ја проверив. Don't worry. Знам дека вие сте кажале редовно ве следам, па затоа... Ајде да им објасниме на сите и на другите, гледајте на рад. Фала што се јавивте, уште убаво. За Хипербарна ме праша, а тука ако зинам не застанува, а тек за тему. За тему нарачував доста работи. Овај мојот не тај не работи. Можам сега само да ви покажам што е последното што го нарачав и ми стигна. Имено, прво да ви кажам дека најчесто купувам ситници и да, сега можеш да префрлиш. Значи, ова е последно. Ме драпаше тапачирџијата, старите фотели што ми се,
овие се нови што ги имам, можеш да ме даеш у кадара. Овие се нови од некоја прилепска Дени фирма, ги купи телевизијата, ми ги даде на користење, а старите ми се дома. Но нивната кожа е доста излижена и се обновата за ставање нови, ме затупија, шо да правам, и ми текна да побарам на Тему. На Тему ги најдов навлаки, преслеки и токму оваа боја си купив една 650 денари, 666 денари, сатано бегај тоа. Не, поевтино ме кошташе. Што е со Тему? Што со, да ви кажам? Еве, што земав уште нешто друго? Ордерс. Ги земав овие штипки за позадини. Ова е за да се затегнат она што користам. Потоа ова го земав. Ова е сталак на кој ставам, да речам, некаква позадина, нешто испринтано и така натаму, за да, например, кога си правам подкасти или слично и така натаму, ова ги користам. Сега, откако се испофалив, да ви кажам. Значи, се што ќе купиш, минимум, за да те го достават е 600 денари. Значи, од 600, но максималната цена е 1269 денари и така натаму. Тоа е цена, зошто е толку фиксна цената? Затоа што тоа е цена која царината не царини. И одма идат преку достава. Доставата ви е бесплатна. За разлика од Амазон, за разлика од AliExpress, кај што плаќате транспорт, па идете у пошта да го подигнете, не секогаш ви доаѓа, овие направиле договор со брзите пошти неколку во Македонија, кои ви доставуваат на домашна адреса. До сега ништо не ми утнале. Некои работи дошле за месец дена, последнава оваа навлака за фотелјава ми стигна за една недела, 10 дена. Да речем, може би и побрзо. Сакам да кажам, купувам со картичка. Картичката моја си плаќам, веднаш ми ги земаат парите, имам податок на мобилниот дека имате одлив на средства и нема никаков проблем. Тему е светска компанија, она е производ, да речам, некоја Subdiaries на AliExpress и е сериозна фирма. Тему ја има на цел Балкан, низ цел свет. Значи, ова е сериозна фирма, слободно нарачувајте. Но ви велам, производ поскап од 1200 и нешто денари не можете да најдете. Затоа што толку е ограничувањето за Македонија. Можеш да го најдеш на Амазон. Што ми е проблем? Еве, сакам да си земам една Окли капа од Америка, да ми ја испратат. 30 евра. Зошто се голтам кнедли и не го правам тоа? На Тему ја немаат Окли компанијата. Затоа што последниот пат, кога купив филм на Blu-ray, Blade Runner 2049, го купив од Германија, Amazon DE. Amazon Deutschland DE наставката и ми стигав филмот, кошташе колку 32-3 евра, ми стига, ми звони, значи не ми стига, ми звони телефон, ало, овде ДХЛ. Здраво, што? Имате пратка. Каква пратка имам? Ја немам ништо нарачано по ДХЛ. Не, вика, има Blu-ray филм, вика, треба да платите. Blu-ray филмот 3000 денари, Blu-ray пратката 100 евра и бидејќи цената ја надминува дозволената тарифа на слободен увоз, мора да платите севкупно, ми рекоа, треба да идам у ДХЛ, да им платам 9000 денари за да го добијам тоа. Ја си подготнав, бидејќи не побарав по ДХЛ, бидејќи многу внимателно следев дека кога го нарачав од Amazon D,
дека поштарината е стандардна. Но бидејќи немало стандардно, они решиле да ја пратат преку ДХЛ, бидејќи нив ништо немало да ги кошта, а знаеле дека ДХЛ од мене ќе наплатат. Што викаше дедо ми мој, имаше една старовелешка, не знам дали ќе ја разберете, се викаше муда од лабуда. Им реков благодарам. Ги оставив уште 30 пати да ми звонат, 10 мейлови да ми пратат. Ја им реков, дечки, ја на ДХЛ не ви давам пари, ама ќе го вратиме и да го вратите. Така да на крај Амазон ДЕ мораше да ми го врати филмот и за жал ја прекинав било што да купувам од Амазон. И од AliExpress прекинав да купувам бидејќи поштата наша ги заглави пратките кои доаѓа, бидејќи во пошта, например, на пратки има околу 500 вработени, да речам, карикирам, во кои работат само 20. Еден ги истовара, друг ги издава. Другите кај се? Брат, тоа се оние клати врата, земај плата, 7-8 години, уште се лечат од корона и од други ментални заболувања. Така што, Тему, не само кај нас имало и у други земји, направија договор дека поштарината е пресметана во секој производ и дека секој ќе го добиеме производот дома по брза пошта и само ќе пратиме доказ. Што е доказот? Доказот е SMS порака, кога ја добиваме преку SMS пошта, еве ги. Немам монитор, така да не знам што се гледа. Значи, ова се SMS пораките, мониторот не ми работи у студио, тоа сакам да ви кажам режи. Ако ви е битно, ако не ви е, окей. Има шифра. И при приземање, за да они докажат на Тему дека ние испратили, иначе како ќе докажат? Бидејќи треба да ги добијат парите. За да ги добие брза пошта парите за поштарина, за услугата, што ми донале мене, Тему ќе им ја исплати од како јас добивам, имаат некој систем електронски, добивам код и викам, еве го кодот 399492. И он го запишува тој код, фала, повелете пакетот, thank you very much, јас си го земам пакетот, а они се исплатени, што и не е воопшто. Важно, ја тоа што сум го платил, 520 денари или било што, јас си го добивам по таа цена, си го добивам на време, си го добивам без никаков проблем. Што све има, што све можете само да замислите. Што сакате, земете си, купете си, нема крадење од картичка, нити сум забележал, нити некој се пожалил. Ја имам преку, чекај сега ќе видам колку имам до сега купено, уствари избришав. Еве у моментов што ми стои. Добро. Што имам ова? Tilt head, наочари, ладилник за мобилен. Ова е позадина за подкаст или овдека во емисија. Еве ги позадините други. Например, еве што е позадината. Што е ова? Например, ова е платно, фотографско, отпринтано, каде што, дај ми го кадарот, ништо не гледам. Дај бе, наместете ги го монитор. Така што, окей, дај го компјутерот, еве, например, зидот цигла, наместо ова што го гледате позади мене има телевизор, но позади телевизорот има едно платно кое е бојосано. И сега јас дома, кога си правам подкаст, можам да си ставам разноразни, еве се врати се. Добро. Дојде некој невидлив дух, опасен си, телепатски. Оваа позадина, ја пред ова и како да стојам пред зити, тоа мене ми треба. И не сум купил све, си купувам еднаш месечно по неколку производи, ќе потрошам 1200, контактот се губи. Да, можеш да го манеш циглом онако од озго. Вика дека слика, кога го маваш телевизорот од озгора се мести сликата,
А за тонот, ако не чини, се мава од страна. Бар така ми кажува Руди Чаевац за оние катодни телевизори. Добре. А стварно немаше пола сат импровизирав, пола сат. 5 минути импровизирав, а само се врати. Викам, брси као муња, нисам те ни видела. Океј, уште еднаш. Слободно купувајте си од Тему. Тему, благодарејќи на мојот колега, го дознав, го имаше првин во Србија. Во Србија е малце поголема сумата која можете да си купите. Брзо после тоа дозволи и за Македонија. Си отворив акаунт, си купувам и стварно немам грижа. Зошто немам грижа? Затоа што онлайн купување, например, имаш картица, така, дебитна или кредитна. Значи, можеш да отидеш у банка. Од банкомат вадиш неограничено. На каса негдека кога купуваш до 2000 денари па ти бара пин. Но кога купуваш онлайн, можеш да си ставиш, ја имам лимит ставено, дека онлайн плаќања ми се 10.000 денари на ден. Зошто? Ова е висока сума, но зошто имам? Затоа што во исти ден, обично на почеток на месецот, кога ги имам уште парите, плаќам струја, вода, телефон и така натаму, и за да не го цепкам тоа у 5 дена. Така што може да ви стават, слободно ставете 2000 денари, така што да ви е мирна душата. Од Тему нема да ве земат. Ја од други не купувам, освен од Тему у моментов. Толку. Добро вечер за следниот гледач кој е на телефон овде кај мене. Добро вечер, дали се слушаме? Види, јас сум упорно типче, ако не сте ме слушнали или имало нешто, јас ке ви свртам, би проблем. When I fall in love, it will be forever, or I never fall in love again. Аха, неќете, добро, во ред, благодарам. Добро, ете, тоа е тоа. Многу ме бенди се българското песниче. Ајде, уште еднаш ќе се обидеме. Аха. Епа, знаеш, некој може и да го злоупотреби, знаеш. Значи, вака ќе му направам. Има овдека опција. Ајде, уште еднаш. Добро вечер. Добро вечер. Јанко, добро вечер. Повелете во програма сте, господјо? Ве слушам за Тему. За малце ќе ве блокирав, добро? Да, и јас сум задоволна. Ја купив некои работи, внукот ме оправи за таму. Мило ми е. Внучето 15 години има, син ми тој. Они се помангупи, ги разбираат овие. Да, се знае, англиски знае, он пишува, со картичка ми плаќа. Многу сум задоволна, стварно. Имам сега порачано за столиците на Аблаки. За? За столиците на Аблаки. Па и јас си купив навлаки за столиците. И тоа малце кадифени така. Да. Шарени? Овни бираш. Црни сакавме. Црни. Колку пари? Црни, да, со риги. Колку пари? 1000 и нешто денара, така нешто, 6.000 денари. Па тоа на пазар нема да најдеш за тие пари. 1000 и 100 или такав внукот, како ми кажуваше, он ми плаќа со картичка, он се. Да. Ете, убаво, си направила шопинг. На здравие да ти е. Си купив папучи, си купив ташна, убави, фустан си купив. Добро, све можам да разберам. Фустан, како купувате вие жени да не пробате нешто? Пишува обем на половина, обем на кокови, пишува све. Пишува внукот наоѓа колку да биде. И ти пасуваше? Ти пасуваше? Да. Со здравје да си користите. Супер е Тему, супер е Тему. Ете, народот нека се ослободи, нека се порачува. Значи, ето и вие препорачувате, слободно. Читав на Фейсбук, некој напишал Европска унија да го запре Тему. Ако? Тоа го. Слушај, да го разбереш, може би е некој дуќанџија кој не му иде проме. Некој приватни. Да. Па и греота е они да се... Но, можат и они
да продаваат на тему. Сега ја тоа не го знам, али можеш да се... Ја не знам, внукот ми инсталира на телефон, бабу, да, ја ќе ти направам, ќе ти порачувам и така. Тоа е за порачување. Ти благодарам за јавување. Ми дојде дома човек, има се порачано, телефонски се јави, излегов на улица, ми ги даде и готово. Така. Дај му бомбонче, почасти го. Ајде, нека се слободи народот, нека купува. Ајде, ала... Види, мене ми е жал за приватниците, нели, им паѓа промет и така натаму. Но не сум го размислувал дали постои можност, бидејќи ние не успеавме со eBay, тоа беше можно да продаваме доста работи и така натаму. Обично eBay не даваше да купуваме. Дали на тему можеме да продаваме? Дали све ова што се произведува е само производ кој доаѓа од Кина или има и од други земји? Најверојатно ја имам видено дека има од Индија, од Пакистан. Зошто и вие не би продавале? Не знам, некои производи што би можеле да се транспортираат без посебни царински, например, обично кога е храна, посебен третман има, тоа не е баш така едноставно. Но еве, сега се замислив, дали може да се продава на тему? Океј. Знаете што ме боли? Друго. Дневната политика. Имено, предпоставувам дека повеќето од вас, иако нели шарапме од Хипербарна, па еве тему, малку музика, малку религија, мало рок, мало казачок, но она што најмногу некако ме дојми денеска беше пресудата за погинатото девојче, казната за низиниот кој ја... Чекај, ќе идам на Република. Мојот портал. Еве што премиерот имаш изјавено. Дај. Силно сум разочаран, вели Мицкоски, за пресудата за Теодора и побара разгледување на работата на судијата. Ова не е правда. Тука имаме потврлање на системот по сите основи. Ова го истакна денес премиерот Христијан Мицкоски, коментирајќи ја пресудата на судот во Тетово од 2 години затвор за возачот кој усмрти 22 годишната Теодора Ристевска. Колку вреди животот во Македонија? 2 години затвор за возачот кој на пешачки ја прегази и усмрти Теодора. Јас не само што сметам дека правдата не е задоволена, туку и како претседател на влада, како човек и родител на 2 деца сум силно разочаран, рече Мицкоски. Свесен дека можеби ќе следуваат критики, како што каже, но Мицкоски јавно побара од судскиот совет да преразгледа работењето на судијата. Јавно барам од судскиот совет да го преразгледа работењето и така натаму. А ја му порачувам на Мицкоски да почне процес правен за интерпелација на судскиот совет, да го распушти. Бидејќи беше под силна критика кога го спомна ова дека тоа било мешање на власта во судството и така натаму. Ние, за жал, во нашиот судски систем имаме лоши суди, имаме корумпирани суди и се додека не ги исчистиме, довербата ќе биде 2%. Па тоа е мизерија. Тоа е мизерија. Јас само покрај ова ќе ви дадам уште еден еклатантен пример каде што обвинителството не постапува. Еве, слушнете го ова што имам да ви го пуштам. Момент, одново. Значи, ова е подкастот на Јанаки Митревски. Не знам за кого го прави, дали за себе или го прави за некој друг медиум, како и да е. Јанаки се вика подкастот Основано сомнение и слушајте ја следнава изјава на неговиот гостин. Во времето на короната, секако нема да кажам за чиф роден ден се работи, меѓутоа ќе ви кажам случај за време на короната, кога сите седевме цел продолжен викенд дома заклучени. Јас бев дежурен тогаш 24 часа и во една од гаражите во Визбегово се одвиваше роденденска журка на син на значајна личност од оваа држава, која што, ако кажам, сите ќе речете ништо неочекувано,
каде што имаше 300 луѓе внатре и каде што на секој 20 минути ни стигнуваше кола на брза помош која што ни носеше предозирани млади девојки и дечки со кокаин кои што беа присутни на таа журка. Ние седевме заклучени. А што бевме глупи да почитуваме полициски фашистички час, затоа што некој демократа, комуњара, некоја со росписка за да успеат да го срушат Трамп, го ставија светот у говна, измислија некаква си страшна. А и да било некако оправдано. Еве и да било, окей, еве ја теорија на заговор. Како им го Визбего? Кој е тој бе од Визбего? Сега некој ќе рече, па нека го каже доктор. Докторот ли треба да го каже? Му ги носеле таму пациентите, он ги вадел овердозирани со кокаин. Бидејќи бил копил на некој си наш функционер тогаш. Кој е? Кој е на сестра му? Јавното обвинителство го знае. Немој да сте го осудиле докторот што го каже. Бидејќи јавно обвинителство и полиција ова го знае. Дечки, за задзвони и спушти, ја на крај само од емисија ќе ви изблокирам. Не е проблем, не ме реметите. Едноставно нема да имате пристап више. Океј? Како сакате? А инако ќе се јавувате за било која тема, што сакате кажете? Јави се, кажи Јанко, бе ти си глупо, одлично, фала што се јави, да си жив и здрав. Визбегово. Шмркале кокаин, се журкале до слушај брат, опни црта, види ова глупава стока, селјачка што ќе ја вакцинираме. Ние сме кул. Дај една црта. Колку сме јаки. Никој ништо не ни може, бе. И па затоа после горат дискотеки, затоа горат автобуси, затоа убиците добиваат по 2 години, кои нема ни да ги одлежат. Ете, тоа е тоа. Лошо ви е? Неправда. Ако, да си чутите и да си трпите. А сега, оние што протестираат, системот не чинал и така натаму, не видов нигде протест пред судот или протест пред судот во Тетово заради пресудава. Значи, човек мора во ова денешно време да биде многу буден и да биде многу со отворени очи, не само физички, туку и духовно, да препознава лешинари, да препознава политиканти кои злоупотребуваат ситуацијата за свој политички поени. Нигде ги немаше сите овие. Кај беа за болницата? Протестите. Кај беа за... Колку дурмото? Колку автобусот изгореа луѓе? Протест немаше. И после, оваа власт ни е крива. Не, затоа набивам за оваа власт. Затоа што пред неколку месеци Мицковски рече интерпелација на судски се. О, како се осмелош, Каладжиев исклуча, на што личи тоа, бе? Тоа е директно мешање на власта во судството, као да судството, судството, јас извинјавам, оно е као пупка, вакао отворено, Порнхаб. Затоа вриев на почеток. Аме, конечно им излезе и тоа. Со каква расипана, злобна каста живееме и служите и се тресете. Тоа се тие ваши ценети, почитувани политичко-обштествени личности на кои им се клања. Слушај, колку се они виновни, толку сме и ние виновни. И ние им се припотресуваме. И кога некој ќе им се спротистави, наместо да дадеме максимална поддршка, ние јадеме бурек нешто. Види, не треба тоа така. Добро. Добро вечер. Добро вечер, повелете. За разговор малце.
Повелете, слободно говорите што сакате. Во програма се веќе? Да. Така. Добро, јас дека телевизорот го намали тука и ми дојде малце гласот дека е од некој од режија, не сте вие. Повелете. Па би сакал малце, одамна не сме се слушнале. Слободно. Пред се мило ми е што фино изгледате, се вратили у форма. Тоа е добро. У форма на топка. Јас сум исти. Она што се вика не дај се генерација. Добро, ајде, нека биде така. И да, малце поведен од овие прво што се вика со позитивни работи, а сега веќе од ова као трето полувреме му дојде со дневно политичките настани. Малце испровоцирам и од вашите коментари во однос на квалитетот на луѓето и какви сме, во што све сме се претвориле. Кога започна иницијативата за смена на луѓето во судскиот совет или таа фела, ќе кажеме сега, не ги знам баш како се категоризирани, односно хиерархиски поставени, не е ни битно. Меѓутоа, секојдневно се случуваат како домино ефект. Еден по друг одат сите тие излегуваат на површина некои криминални или дела кои што не се пример за добар човек. И сега кога јас би се ставил во улога да сум јас некој лојален тој чиновник тамо или судски човек кој што е во таа фела, некој или се наоѓа во тој судски одбор. И како би јас дозволувал да секојдневно нешто вака се случува и да ме става било кој во уста као на дневно мени. И зошто едноставно, ако е човекот невин, лојален, ако немаш грижа на совест, зошто не кренеш рака и кажеш доста е више, јас не можам ова да издржам, ќе си дадам оставка, например. Или поведени кај нас луѓето се водат по X основи, верски, партиски, од овие кланови, не знам јас како, па ако им спомнеш нешто па се вреѓаат, например, ќе го посочиш у нешто па ќе се најде у некоја приказка па ќе те ослови дека ти го мразиш од X причини и така натака. Меѓутоа влегуваме на оно основното, како човек. Сите тие се под некои наводници интелектуалци. Па дај оставка, биди ти тој прв, облечи го тој чекор. Утре секој ден произведува поголем и поголем ефект, односно се поголем срам или поголема летаргија или разочараност кај луѓето. Па кажи, доста беше, напиши, заврти круг, па не е само таа фотелја или тоа нешто примарно, има и во животот други работи. Па возрасен си оставил позади себе, имаш некој до тебе. Не е то крај на светот. Иди тамо, помоли се, кај си, очисти се, на глас, испери се, што се вика. Меѓутоа, како што рече, овие луѓето немаат таква душа. Ова се што го кажав е одлика и некаков суперлатив, али по основа, у име Отца и Сина и Светога Духа, тоа е она што би требало да не води во животот. Тоа е тоа нит, една тенка. Меѓутоа, они тоа го немаат. И они тоа до нив не допира. Тоа е како сатанистички чинови се тука. Тука се веќе ѓаволски работи во игра. И они гледаат така како од висина и уште и се подсмеваат така. Што сакат ова, види ова, он сака јас да дадам оставка, јас да си одам, или да изгледа дека јас нешто сум сторил, па сега морално ја мора како да одговара. Или сите ќе мислат дека сум сгрешил ако дадам оставка, као бегам ја нешто. И гледате таа величина сега, колку е тоа блиску, а далеко. Наместо да се отслободи од целокупниот притисок што трае со години и да биде да се врати у нормала, како еден повратник од негде, и да се инволвира повторно во системот како испран, како чист, да иде на улица слободно, да го гледа човек, да го повика, да го разговара со него, не. Напротив, они водат инае со сите. За него не важи ништо, ете и премиерот што ќе каже, не важи ништо, било кој што ќе каже. Они си на тие работи. Некој
како да ги тапше по раме. Вика, супер, супер, одличен си, продолжи уште. Продолжи, супери. За тоа сакав да зборувам. До каде дојдовме, во што се претворивме. Джабе се овие сите, а ништо не е случајно. Се ова што се случува е тој домино ефект. Ова, се е тоа врзано и овој жален и тажен настан од Кочани или овие претходните случаи кои што беа, оставија голема трага и белег, меѓутоа поправање гледаме дека нема. И јас би упатил еден јавен повик до сите тие членови. Нека излезат, нека отстапат. Секој ќе го охрабри тој нивен чин. Никој нема да каже Не. Не, апсолутно. Ти си во право. Да. Значи, твоево е проповед, твоево е евангелие. Ама невозможно е, ако ми дозволиш, ако го завршиш, само ја би дал 2 реченици да ти кажам зошто нема да се случи. Ајде. Не, заврши си го ти. Не, тоа ми беше чисто. Фала ти Овој- многу. Да. Фала ти многу, прекрасно збореше. Прекрасно. Мило ми Ме е чисто трогна. така, да. Ме трогна. Искрено ти кажувам, ме трогна. Ти благодарам, поздрав. Сега ја ќе се Слушаме искажам. Во наредна прилика. Пријатно. Значи, секоја природа искривена, секоја исперверзирана природа. Еве ќе ви кажам, кога разговарав со еден монах, океј, друже, знам дека стигна, завршам емисијата, тишина уште 2 минути, те молам. Ако демонологијата била олицетворена, сме ја виделе преку радикалниот комунизам, црвените кмери. На прашање зошто ѓаволот, сатаната, демоните не се покајат кога знаат дека не можат да го победат Бога, дека иднината не е на нивна страна, дека пишано е, пророкувано е, дека Бог ни кажал дека Он ќе победи? Зошто тогаш водиш залудна битка? Затоа што џабе ти интелект, природата ти е извитоперена. Дали разбирате дека сите овие луѓе кои биле нивни, направиле зло, учествувале во зло, биле позадина на злото, едноставно ќе ги оправда. Своите деца ќе ги дадат, затоа што цела нивна кариера, успех, работа, школување на деца, школување на се било преку партиско упикување и врски. Оно тоа нема да се ја откаже. Попрво, дете ќе жртвува, одошто да смени став. Црква ќе запали, одошто да застане на праведна страна. Не. Ова ти е, вие се воскитувавте на она, ја не признаем овај суд, ја признаем суд своје партije. Знаете ли што е тоа, бе? Знаете, Бог има свој праведен суд и ни дал на нас, луѓето, преку просветление на Јустинијан да создаде закони. Понекогаш праведни, понекогаш неправедни. Но кога ќе бидеме осудени, треба, нели, ако не е корумпирано, машки и да го издржиш заслужена казна. Но ти се да негираш и само низ призма на твојата партија, тоа е основа на секта, на сатанизам, на демонологија, на апсолутно падната природа. Дали ќе биде подобро? Не. Ја многу се радувам на Доналд Трамп ова што им го прави, на демокративи и перверзњациве. Ја многу се радувам на еден Елон Маск, но пишено е дека попрво ќе дојдат полоши времиња, одошто подобри времиња. Ништо добро на овој свет. Ако мислите дека овој свет е добар, ако мислите дека овој свет е здрав, ја ве поканувам да идете на 2 места. Идете на гробишта и идете во болници. Овој свет е болен,
овој свет е трул и овој свет умира. Ја само ве поканувам, бидете Божји луѓе и издржете. Издржете со праведност, затоа што има за што се бориме. Тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Ја не можам повеќе. Лека ноќ и пријатно се гледаме утре вечер.